Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Ова ординација започуваме со денешната изјава на министерот за здравство Венко Филипче и со новите мерки препорачани од Комисијата за заразни болести, донесени на последната владина седница, што ќе опфаќаат новите владини мерки од изјавата на министерот Филипче. Дозволете да информирам јавноста дека утро имавме состанок на Комисијата за заразни болести и согласно најавата ги анализиравме последните трендови, бројките, ситуацијата епидемиолошка во регионот и согласно тоа се донесе одлука, со консензус практично донесе сите членови на Комисијата за заразни болести соодветни предлози до владата, а тоа е да и предложиме на владата да сите вработени во јавниот сектор, во локалната самоуправа, во сите институции под овие владени институции за одење на работно место прикажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат PCR негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на сопствен трошок, или ќе имаат потврда за прележан COVID не постара од 45 дена, или ќе имаат потврда од лекар специјалист дека вакцината не може да ја примат, а тоа се една од оние ретки имунолошки состојби зашто ние ќе излеземе со соодветна листа на болести и специјалисти кои тие потврди ќе може да ги издаваат. Препорачуваме до овие мерки да се приклучат и приватните компании. Веќе имаме на некој начин потврда, очекуваме дека ќе може да се приклучат со оглед на тоа што од Сојузот на стопански комори стигна едно писмо со слични барања, а се со цел да се заштитат производствените капацитети и целокупниот економски процес во земјата. Понатаму, уште една мерка, препорачуваме да вакцинацијата биде задолжителна за сите здравствени работници. Овие мерки предлагаме да стапат на сила 10 дена откако ќе ги усвои владата, за да граѓаните имаат временски период да се вакцинираат, а период од 30 дена да даеме на оние 20 до 30% здравствени работници кои што во овој момент се уште не вакцинирани. Процесот на контрола од страна на сите инспекторати и Министерството за внатрешни работи бараме да се ажурира. Имаме електронски алатки, не се само хартиените сертификати, туку европските сертификати може да се даунлодираат на сите на граѓани кои користат таков тип на мобилни телефони. Има апликација која што го прикажува соодветниот QR код и има апликација која што ја контролира валидноста на тој QR код, што значи дека се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати. Тие две апликации се MK Wallet и MK Verifier и ги има и во системот на Google и ги има во системот на iPhone. Ова е една мерка со која што сметам дека значајно ќе се зголеми опфатот со вакцинација. Во овој момент, после оној мини пик кој го имавме пред неколку дена, кога се преполнија за неколку денови сите активни COVID центри во Скопје, ситуацијата делумно спласна, но пред нас е сезона зимска, пред нас е сезона на грипови, на настинки. Има пациенти кои што заболуваат и од други сериозни болести, мора да мислиме и на нив, не може да се занимаваме само со COVID и не може да правиме само COVID центри, мора болниците да работат и за другите болести, за другите пациенти. Ова мерка верувам дека ќе го зголеми опфатот со вакцинација и дефинитивно ќе се намали бројот на заболени од COVID. Во овој момент болниците ги преоптоваруваат пациентите кои што се заболени од COVID, а кои што се невакцинирани, тие се негде близу 80% од купниот број на COVID пациенти кои што се лекуваат во нашите болнички установи. Благодарам. Министре, кој точно ќе ја прави таа верификација на вакциналниот сертификат или потврдата за COVID прележаност на влез во јавната или органот на локалната самоуправа? Ние ќе препорачаме да има одговорно лице, кое што
одговорниот во институцијата ќе го назначи да тоа го прави во смисла на контрола на самиот влез во институцијата. И овие електронски алатки ќе овозможат тоа да биде брзо и да биде сигурно. Министре, како прво, дали ќе има итна владина седница за овие мерки или кога е закажана седницата на влада и велите 10 дена од како ќе поминат на влада? Што ако овие 20-30% здравствени работници за кои што ќе биде задолжителна не се вакцинираат, нема додатна работа? Тие нови казнени мерки кои што ќе се однесуваат и на физичките лица и на правните лица кои што треба да ги спроведуваат, ќе ги дискутираме на седницата на штабот и на следната владина седница. Сепак ние се задржавме и ги дискутиравме овие аспекти од епидемиологијата и делот на менеджмент на болниците. Меѓутоа сепак што ќе се случи ако не сакаат здравствените работници да се вакцинираат? Добро, јас верувам дека ќе има добар одзив и дека ќе прифатат да се вакцинираат сите. И ова за ПСР, тоа значи дека 2 пати неделно ќе треба да прават ПСР тестирање, ако Не, не треба 72 часа? Најмалку 72 часа да биде стар еден ПСР тест неделно. На тој начин се осигуруваме дека тие кои што не се вакцинирани се безбедни за околината во која што работат. Добро, може ли сега еден коментар во однос на епидемиолошката состојба во моментот? Имаме неделно намалување на бројките, меѓутоа ако се направи пресек на 2 недели, сепак има зголемување на кривата. Што очекувате, дали сликата од регионот се очекува да се преслика и кај нас? Многу е тешко со сигурност да се каже во која насока ќе оди епидемиологијата, меѓутоа ние мора да се спремаме за лошите сценарии. Лошите сценарија значат преоптеретени болници, полни ковид центри, не само ковид центри, други оделенија кои што ги пренаменуваме да бидат болници за или оделенија за ковид пациенти, и тоа не може да оди до недоглед. Пренаменување на други оделенија значи дека некои други пациенти чекаат за здравствена услуга или не се детектираат навремено болести. И сето тоа што сега го носиме као препорака е во насока да дефинитивно се зголеми опфатот со вакцинација. Сега за сега не е задоволителен. Министре, дали имаме доволно вакцини дози и колку до сега се фрлени откако му помина рокот? Имаме информација дека 25.000 AstraZeneca се фрлени тоа што му помина рокот, дека немаше заинтересирани за да го примат вакцина. На AstraZeneca очигледно е дека сите тие кои што се сега преостанати, неколку десетици илјади, очекуваме да се зголеми можеби опфатот да се искористи за онаа возрастна категорија на која што може да се даде. Се уништија дел од бугарските вакцини кои што беа донација, и тоа е нешто на што многу обрнуваме внимание, апсолутно, како и за сите други лекови, има процедура како се уништуваат тие, практично се горат, и тоа е нешто што е вообичаена неделна пракса на Агенцијата за лекови, за сите лекови, вакцини и така натаму на кои што им истекува рокот. Вакцини има сосем доволно, и кои што вакцини ќе дојдат до крајот на годината, и некои кои што треба да стигнат како донација. Еве, утре стигнува донацијата од Полска, така да количината на вакцини не треба да е нешто што не загрижува. Околу 20.000 уништени вакцини од Бугарија, тие кои што не се искористија, и тоа уништување чинеше околу 200 денари. Може ли само еден краток? Прашање да молам Се на праша изјавата друго. до 12 часот. Се праша исто за вакцините сега. Од 12 имаме настан на плоштад, ако може тогаш. Ајде, може ли да ми дадете краток коментар, дали мислите дека ќе се најдете во реконструкцијата на владата на 6 до 7 министри, што ја најави потпредседателот Битики? Добро, тоа е нешто за што допрва треба да се разговара, сепак тие политички процеси се преговара и со партиите за парламентарното мнозинство, така да тој процес ќе трае. Кога ќе има соодветни одлуки, ќе разговараме, ќе се евалуираат. Очекувате ли вие да бидете Да ви кажам, треба да работи, да остане да работи тој кој што се пронаоѓа себе си во министерската работа, без разлика за кој ресор, тој кој што покажал на резултати, а евидентни се критериумите за успех во работата и така натаму. И тоа го прави премиерот. Така да не се оптеретувам со тој дел, сепак сме фокусирани во овој дел што е значи менаџирање на ова што сега сите не оптеретува, а тоа е пандемијата. Министре, само едно кратко прашање околу вакцините за сезонски грип. Дали ќе има доволно вакцини за сите заинтересирани и има ли повеќе пријавено што има иницијална нарачка на вакцини за Мислам дека има сосем доволно, поради тоа што до сега се пријавени околу 36.000
граѓани, а има бесплатни 40.000 вакцини и плюс 11.000 комерцијални. Така да засега тука сме во рамките на она што е вообичаено процента за тоа колку во годината се заинтересирани граѓани се вакцинираат. Паралелно со вакцинацијата против COVID-19 започне вакцинацијата против сезонскиот грип. Во продолжение го следиме разговорот со првиот човек на Центарот за јавно здравје во Струмица, Перо Витанов, колку ќе чинат вакцините за оние пациенти кои што ќе сакаат доброволно да ја примат вакцината против сезонски грип, а колку вакцини се препорачани и пристигнати во Центарот за јавно здравје во Струмица за пациентите со хронични заболувања, бремените жени и децата. Така, денеска официјално започнува вакцинацијата против сезонскиот грип. Колку вакцини доби Струмица, каков е интересот за прв ден и какви се движат цените за оние кои што сака да се пратат? Значи вака, денес почнавме со вакцинирање против сезонски грип со вакцините кои што се бесплатни, а кои што одат преку апликацијата vakcinacija.mk. Значи сите што се заинтересирани и што ги исполнуваат условите за бесплатни вакцини, треба да се пријават на апликацијата vakcinacija.mk и на својот мобилен телефон ќе добијат известување кој ден и во колку часот треба да им биде аплицирана вакцината. Што се однесува до комерцијалните вакцини, во текот на денешниот или најкасно до утрешниот ден треба и тие да стигнат, па луѓето најверојатно од понеделник или евентуално од вторник ќе можат да дојдат и да бидат вакцинирани со комерцијална вакцина која што ќе кошта 800 денари. Инаку денешниот ден помина мирно, имавме аплицирано 200 дози вакцини во текот на денешниот ден. Работиме со две екипи вакцинални и мислам дека така ќе продолжи и следните денови, нема да има некои позначајни проблеми. Така, какви се количините? Количините се надокнадуваат на дневно ниво за овие што се бесплатни вакцини, а оние што се вакцини комерцијални, бројката е 600 вакцини. Мислиме дека со овие 600 вакцини ќе ги задоволиме потребите на граѓаните кои што би требало да одат со вакцинирање преку комерцијални вакцини. Немате ограничување што се однесува за луѓето кои што бесплатно добиваат вакцинација? Да, нема ограничување за нив. Значи ограничувањето единствено важи за оние што одат на вакцинирање со бесплатни вакцини. Ме интересира, имате ли некакви протоколи од Министерството за здравство во однос на аплицирањето на вакцината и дали истото се коси со паралелното вакцинирање против COVID-19? Значи протоколите ги имаме, да. Вакцинирањето спрема протоколите, значи оние што не можат, што се болни у моментот на вакцина или што се во изолација евентуално од COVID-19, нема да бидат вакцинирани, меѓутоа ќе им стои редот кој ќе дојде можност да бидат вакцинирани. Значи не ја губат вакцината, едноставно кажано. Колка е бројката која што би можеле вие како Центар за јавно здравје да ја очекуваме оваа сезона? Значи, минатата сезона ние аплициравме нешто повеќе од 3000 вакцини. Очекуваме и оваа година тука да се движи бројката околу 3000 вакцини аплицирани заедно со комерцијалните вакцини. Нема да има проблем, екипите се тука, спремни сме, така да се придржуваме кон протоколите. Ги молам граѓаните сите што сакат да се вакцинират и што ги исполнуваат условите, да аплицират на vakcinacija.mk, така да ќе добијат термин, ќе бидат вакцинирани и се надвам дека ќе бидат задоволни. 14 ноември се одбележува како светскиот ден за борба против дијабетисот. Каква е состојбата во Струмица и кои заклучоци беа донесени на последниот состанок на Сдруженијето Гликоза со општинската администрација? Гледаме во продолжение.
Околу 6000 лица се регистрирани во Струмица со дијабет, од кои 100 се деца. Општината се заложи дека ќе обезбеди ортопедски помагала кои ќе се неопходни за спречување на дополнителни компликации кои ги носи болеста, особено кај помладата популација. Затоа како заклучок произлезе нашата соработка да ги лоцираме кои се децата и секако во буџетот доколку стасаме, се надам дека ќе стасаме, доколку не стасаме во некој нареден ребаланс, да предвидиме такви ортопедски специализирани обувки кои што можат да третираат и да спречат појава на дијабетско стапало, а се со цел превентива кон тоа што е опасноста од дијабетисот, особено кај децата. Од Сдруженијето на дијабетичари Гликоза од Струмица велат дека со општина Струмица било договорено за заедничка соработка во делот на креирање база на податоци која ќе ја даде јасната слика колкав е бројот на различните типологии на болеста, како и возраста на пациентите. Нашето здружение во склоп со Сојузно здружение на Нова Македонија е национална база на дијабетичари. Се формира и се полни и се прави. Ние треба на локално ниво да си направиме наша база која ќе биде во склоп со националната база на дијабетичари, за да има државата одредена слика на каков тип на луѓе по старосни граници имат и каков тип на дијабет и на кој начин треба да се интервенира. Тоа е моментално многу важна работа што треба во нареден период да направиме. Синоќа во Струмица се одржа предавање на тема дијабетско стапало во пресред на Светскиот ден на дијабетисот и 100 години од пронаоѓање на инсулинот и инсулинската терапија. И последна тема во ова издание на вестите е повторно ковид, но од Струмица се преселуваме во Гевгелија. Каква е сликата во Гевгелија? Бројот на заболени и бројот на лица кои што ја примиле вакцината против COVID-19. Гевгелискиот епидемиолог доктор Олумчев загрижен за забележителниот раст на ново инфицирани во последните 2 седмици, каде таргет се младата популација, оти дури 20% од нив се млади, за разлика од минатата година, кога бројот на инфицирани млади беше речиси незабележителен. Сликата оваа година е поразлична, што поради поголемата вирулентност на вирусот, така и поради недисциплината кај младите. Исто и тука. Исто е. Значи, со оглед на тоа, порано, ланската година, да речеме, туку рече немавме деца за тестирање. Туку рече. Сега имаме и кај нив најголем дел позитивност покажуваат позитивни резултати токму тие ученици. Значи малку повозрастните во основните училишта и повозрастните во средните училишта. Олумчев смета дека Комисијата за заразни болести на закажаниот состанок пожелно е да препорачаат нови мерки. Апсолутно дека е потребно да се почитуваат мерките и да бидат малце поостри. Зошто? Затоа што се работи за Делта плюс сој кој е многу вирулентен и многу инфективен. И клиничката слика ја развиваме многу брзо. Значи за 2-3 дена добивате една така посериозна клиничка слика. Според симптоматологијата на вирусот, лекарите па дури и Министерството за здравство не очекуваат посебен удар врз здравствениот систем со зголемување на поголем број хоспитализирани пациенти. Бројот на ново позитивни во целиот југоисточен регион во последните 2 недели оди во нагорна линија. Лекарите апелираат до граѓаните на важноста од вакцинацијата која во овој момент во државата е во стагнација, со цел побрзо да се постигне посекуваниот колективен имунитет. За тоа треба да бидат вакцинирани некаде над 50% од целата популација во земјава. Ова е последна содржина која што ја подготвивме во ова издание на емисијата Тава ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.